Дозволете овде од душата на македонското земјоделие, од овде на границата кон Грција, од село Богородица, да испратиме неколку важни пораки. Овој гевгелиски регион пати од неколку болести, буквално кои што власта ги занемаруваше целиот овој период. Не може во 21 век, 10 години од кога се појави проблемот со водата за пиење на гевгеличани, никој да не прави ништо во сите овие 10 години. Арсенот и неговото присуство во водата за пиење се покажаа преку сите анализи на Светската здравствена организација, преку сите анализи кои што покажаа покачување на малигните заболувања и други видови на заболувања. Навистина во 21 век ова е недозволиво. Иако власта избегнуваше да одговори и да признае дека има ваков проблем со неизградбата на цевководот, водоводниот систем, резервоарот и слично, ги слушаме пред неколку дена конечно се фала дека објавиле тендери да го изградат тој водоснабдителен систем за конечно граѓаните на Гевгелија да добијат вода за пиење. Јас морам да им ветам на граѓаните дека вакви работи од аспект на вода за пиење, канализација, патна инфраструктура или слично ќе бидат минато во Македонија. Со промената на власта нема да зборуваме повеќе за теми кои што живот значат за граѓаните, како што е водата за пиење. Овој проблем ќе биде веднаш одлучен во првите 6 месеци од новата влада, распишени сите можни постапки и веднаш во најбрзо можно време ќе биде решен. Да зборуваме за економија, да зборуваме за перспективи, за повеќе пари кај граѓаните. Сакам исто така овде, од овој земјоделски крај, уште еднаш да испратам порака до сите земјоделци. 160 милиони евра ќе бидат годишно субвенциите. Тоа се 640 милиони евра за 4 годишен мандат, но ќе бидат навремени тогаш кога им требат на земјоделците и ќе стигнат во раците на вистинските земјоделци. Главната преокупација на новата власт ќе биде да отвори пазари. Пазари кои што досега се недостапни за македонското земјоделие, да створиме надпревар помеѓу откупувачите, да се јават нови откупувачи, кој преку надпревар овде, кој повеќе ќе плати за земјоделските производи, тој да ги земе. Конечна цел мора да биде парите да останат кај земјоделците. Покрај целиот овој сет на мерки, како што е укинувањето на персоналниот данок за земјоделството, воведувањето на зелената нафта, која што е 50% поевтина за користењето за земјоделски потреби. И сите оние мерки кои што значат подобрување на животот на село. Овде од Богородица испраќам порака дека конечно ќе создадеме амбиент луѓето да останат и да си живеат на село. Односно ќе воведеме социјалната пензија, граѓаните со наполнети 65 години старост да добијат пензија, без разлика дали имат стаж работен или не. Целиот овој сет на мерки, придружуван од инфраструктурата, конечно мора да овозможи рамномерен регионален развој во Република Македонија. Гевгелие, гевгелискиот крај, блеска со децении во цела Југославија. Навистина ова денеска што се случува, ова миграција, ова заминување на младите, запоставување на земјоделството и огромната невработеност на младите луѓе ќе остане во минатото, заборавено, за повторно да го вратиме сјајот и блесокот на Гевгелија како што бил во минатото.